по Македонија. Шок. И пишаки мои, денес се најамо кај напушна школа у Кратово и покрај шума и денес ке снимамо страшни работи што се десиле у шума према чат GPT, иначе истините са. Да видите колку саа снимамо овој видео. 15 до 12. Оставете лайк за парт 2 на гробиште што ќе биде. Значи може да почнеме. Пишаки мои, се почнеме со првата, има ги 5 такои подлоги. Значи, после секој ќе го оценуваме колку е страшно од 1 до 10. Инцидентот на дјотеловиот премин во Русија 1959 година. 9 искусни планинари тргнале на експедиција низ снежните шуми и планини на Урал. Кога не се вратиле, започнала потрага. По неколку недели спасувачите го пронашле нивниот шатор. Она што ги шокирало било што шаторот бил исечен однатре, како луѓето панично да бегале. Нивните чизми, облека и храна останале внатре, надвор имало траги од боси нозе кои воделе кон шумата на температура под минус 20 степени. Телата биле пронајдени расфрлани низ шумата, некои починале од смрзување, но некои кои имале тешки повреди на граѓите и черепот. Кај некои недостасувале очи, а кај една девојка и јазикот. До денес постојат многу теории. Лавина, војани тестирања, силни ветрови или нешто друго. Научниците денес нешто сметаат дека најверојатната причина е посебен вид снежна лавина, но мистеријата се уште ги фасцинира луѓето. Искрено, овој не е нешто толку страшно, едно 5 од 10. Второто е исчезнувањето на Денис Мартин во Америка 1969 година. 16 годишниот Денис Мартин, значи овој ми е брушат. 16 годишниот Денис Мартин бил на кампување со семејство во густа планинска шума во национален парк. Дето си играло со други деца и за неколку секунди исчезнало. Веднаш започнала една од најголемите потраги во историјата на паркот. Илјадни си луѓе премарувале денови низ шумите, пештерите и реките. Никогаш не бил пронајден ниту Денис, ниту никаков догаш што точно му се случи. Повеќе од 50 години после случајот останува нерешен и е една од најголемите мистерии поврзани со шуми. За овој искрено не е толку исто страшно. 6 од 10. Исчезнувањата во шумата Аокихагара во подржјето на Маунт Фуџи се наоѓа густа шума Аокихара. Прво слушам за тој. Шумата е реално место и позната по голем број исчезнувања и трајши случаи. Значи не седнашка тамо нешто десило. Добро. Луѓе кои ја посетиле велат дека шумата е толку густа што лесно може да се изгубиш. Компасите понекогаш не работат правилно поради магните карпи во областа. Вајде нешто на тоа ги се немам, ја би га мора овој видео да се доврши, значи нема ништо што може да се деси. Спасувачите со гоени пронајале напуштени шатори, лични предмети и траги од луѓе кои никогаш не биле пронајдени. Следната е исчезвањето на Тристан Брудер, Германија 1998 година. 13 годишниот Тристан исчезнал во близина на Шумска област. Набрзо било пронајдено неговото тело, но околностите биле толку чудни што случајот останал нерешен со децени. Полицијата проверувала стојци осумничени лица, но никогаш не открила кој е виновникот. И денес се смета за еден од најпознатите нерешени случаи во Европа. Помагатуру мајке овој издел некои покварени петјурки умрел да га јавам. Најверојатно. Шо беше, значи, набрзо било правено, значи, брзо се га нашли неговото тело, искрено можела да почека малце да му јават тие петјурки скапани. Идемо со последната прича за денеска, значи, Бенингтонскиот триаголник. Во шумите околу градот Бенингтон во 1940 години исчезнале повеќе лица, повеќе луѓе под чудни околности, значи, пичка не мајчина. Една студентка тргнала по шумска патека и никогаш не се вратила. Значи, шо кур тражи студентка по шумска патека, буквално требала само сега дома и да учи ако е студентка. После исчезнал ловец, кој одлично ја познал шумата, потоа исчезнало и мало дете. Пичка ти мајчина ти ебу, вие и снимање курац да ти ебу. И вие, гледай што се деси. Усред снимање. Некој Бога да чува. Ушеднашка некој нешто, ако мане, ја кажу тој, никад више няма да ова по видео да снимам, нити
нити да читам овој поруки од тие. Некој курс почна да се фалат, мами ми ебу. Шо е ова, Корисник. What the fuck? Гледайте. На српски нешто пишува да тие, нешто 2620, шо ова е? Глед. Маме тие, шо ова е? Корисник. Ајм! Глед. Сти. Корисник из Македонија. Ај! Види. Корисник планира да заиграм младинску екипу Македонија. Шо кура ова е, бе? Чоке, мој, ја мислам дека време што се заврши овој видео, значи све крана некој пичко мајшно. Не беа нешто толку страшни. Утре иде иначе парт 2, мислам. Утре идам снимам парт 2 овој пат, значи ќе видите у следното видео где ќе биде. Ева пример како добие овој видео 30 лајка, еве, 30 лајка, идемо да истражуваме некој си шума ово кој. Еве, у овој време, значи у 12 сати ќе истражуваме. Лајки се вреќи да се гледам следното видео. За брзо. Чао.